Добредовте назад, го следите новото издание на Сцена за 2 јуни. И стартуваме со содржините за денеска. Да, бидејќи почнува новото издание на Макфест, приоритет ќе му дадеме токму на еден од нашите најреномирани музички фестивали. Веќе 30 години токму од Макфест излегуваат, можеме слободно да кажеме, најголемите македонски хитови. Па токму од таа причина правиме една мала ретроспектива. Да се потсетиме на најзабележителните настапи и најголемите хитови токму на Макфест. На само неколку часа од почетокот на овогодинешното издание на еден од најреномираните македонски фестивали, кој е главен синоним за градот Подисар од Штип, ретроспективно ќе се свртиме кон Макфест, како фестивал на кој се создадоа голем број на македонски евергрини. Фестивалот кој за прв пат се одржа во далечната 1986 година и традиционално се до 2013 година, секој втор викенд од октомври беше резервиран за забавната музика. Музичката статистика вели дека на Макфест се продуцирани повеќе од 1000 композиции, а најголем број од нив оставија белег во македонската музичка ризница. Многу македонски уметници своите почетоци во музичката кариера ги имале токму на макфестовската сцена, во Домот на култура Ацо Шопов во Штип. Линда, многу ретко губи, на Линда никој не и кажал не. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. И ти си растела, мама. Додека фестивалот се одржуваше во рамките на поранешна Југославија, имаше интернационален карактер, со гости од странство, и тоа не било кој, туку еминентни музички имиња. Твојот поет со секој стих ти создава свет од златни сни, неброени зошто ми ги зема. Летај ми, летај гулаве, високо меѓу звездите. По осамостојувањето стана бренд на модерната македонска музика, а низ годините Макфест стана член на Меѓународната федерација на фестивалски организации со седиште во Лос Анџелес. Во истата оваа организација членуваат 1600 фестивали од 102 земји од светот. Два пати има добиено признание од ФИДОВ, а во 1997 година е прогласен за фестивал на годината. Вечерите резервирани за дебитантите на овој фестивал биле одлична можност за нови музички имиња. Валерија, да си барем малку слободна, да седнеме. Нешто ми е тажно без тебе. Време ќе помине, време за плачење. Во минатото, Макфест со тоа што ги отвораше вратите за странски изведувачи, го градеше и статусот на најреномиран фестивал. На истата таа сцена настапиле имиња како Кемал Монтено, Хелена Благне, Крунислав Кичо Слабинац, Мики Евремовиќ. Па дури и првата победа во далечната 1986 година заминала во рацете на Благне и евергринот Кога те нема. Веќе следната година победа за младиот штипјанец Трајче Манев и Осамен. Хитовите се редеа, новите музички имиња на естрадата полека, но сигурно чекореа на макфестовската сцена. Со победата на групата Магија во 1998 година и музичкиот стил на песните доби нов призвук, нешто помодерно и поблиску до младите.
годините се менува и некои организацијски структури. Се промени и датумот кој беше карактеристичен за овој фестивал. Во 2014 година се одлучи реномираниот фестивал на забавни мелодии да се одржи првиот викенд во јуни. Имаше промени во паричните награди кои се зголемија, како и правилата за бирање победник. Под заборавеното правило, победникот да се одбере од полуфиналните и финалната вечер, од 2014 година се врати старата фестивалска шема, со 2 полуфинални и 1 финална вечер. Промените пак оваа година се драстични. Фестивалот се враќа во руво по кое е препознатливо. Го враќа статусот на интернационален фестивал со учество на 7 инострански изведувачи од Норвешка, Ирска, Германија, Словенија, Австрија, Шведска и Србија, како и специјалната гостинка, првата победничка на Макфест, Хелена Благне. Во однос на наградите, новитет се признанието именувано во чест на Драган Карамфиловски Бојс, најслушана песна помеѓу двата фестивали и признание за најдобар дебитант во чест на Душан Љубосављевиќ од дуото Дуле и Коки. Во однос на гласањето, освен телефонските јавувања, ќе гласа и 5-члено жири, како и изведувачите помеѓу себе. Ова одлично звучи, а се надеваме и дека така ќе изгледа на сцената, со оглед на тоа што оваа година е од интернационален карактер. И секако, новите модерни песни ќе се запишат во новата музичка историја на Макфест, со тенденција да станат евергрини за идните генерации. Одлична ретроспектива за Макфест и овие 30 години исполнети со многу хитови и евергрини. Спомена Габи, 7 звезди интернационални доаѓаат токму да се надпреваруваат во првата и втората полуфинална вечер и вкупно 23 домашини наши пејачи, кои дебитанти, кои веќе докажани, кои се враќаат после неколку години пауза на сцената во Ацо Шопов. А како изгледа сцената ќе ви откриеме ексклузивно во продолжение, затоа што го имам Димитар директно од Штип, кој што ќе биде домакин на првата, втората и финалната вечер на Макфест годинава. Диме, поздрав! Добро вечер, Ненад, добро вечер за сите гледачи на ТВ Нова. Од вашата сцена на ТВ Нова, јас ве префрлам овде во сцената на Ацо Шопов, местото на најголемите случувања во овој период од годината, каде што во овие 3 дена ќе се случуваат двете полуфинални и едната финална вечер. Искрено да ти кажам, Габи, истражувачко новинарство пар екселанс во овие 6 минути ми даде толку многу идеи за сценариото, што морам да признам дека си ја завршила работата и многу ми беше интересно затоа што ме врати во оние детски денови кога јас растев со песните од Макфест кои што ги слушнавме пред малку. Па да, во секој случај сите сме растеле со песните од Макфест, а и новите генерации сигурен сум дека ќе растат со овие песни. Жугна ли Штип, што се случува таму? Штип живее за овие 3 дена, навистина сите се во исчекување за се она што ќе се случи на сцената. Има многу надпреварувачки дух помеѓу изведувачите. Посебно интересно затоа што оваа година се воведува онаа новина да изведувачите гласаат меѓу себе и веќе почнува да се збори кој за која песна ќе гласа и која песна каде ќе оди, а Штипјани се тука да го фаќаат сеирот од страна само и мислам дека ќе им биде навистина интересно како вечерва на првата полуфинална, така и утре вечер на втората полуфинална, а веќе во сабота нели она кремот или јаготката на кремот на тортата на Макфест 2016 ќе биде која ќе се одберат оние кои што ќе ги понесат наградите, како и оние кои што ќе добијат награда за најдобра вокална интерпретација и дебитант на 2016 Макфест. Па да, бога ми со овие информации кои што ги имам и јас за вредноста на наградите и треба да се потрудат и да се борат и годинава за освојување на некои од овие награди, убави парични. А како што спомена ти, сето тоа ќе заврши после големото финале со она торта фамозна и забавата за крај. Но до тогаш има време, ќе бидеме ние и во сабота, ќе следиме што се случува во живо таму. Кажи ми само, генералната проба помина, дали е се подготвено, дали сите дојдоа, има ли некакви проблеми или не? Генералната проба помина одлично, искрено малку е напорно затоа што се шегувавме со изведувачите дека имаме 2 настапи во текот на денот, затоа што наутро ни е генералната проба, а веќе вечерта и официјалната полуфинална вечер, така ќе биде и утре вечер, така ќе биде и во сабота, но мислам дека ги понесе сите она позитивна атмосфера и убавата песна преовладува, така да се е подготвена и комплетната екипа заедно со ревискиот оркестар кој што ќе имате вечерва можност да го видите, како и маестро Љупчо Мирков
Митковски кој што подготвија 15 композиции за ова вечер заедно со изведувачите и дека ќе имаме одлично време за уживање заедно со се она што ќе се случува тука во Аца Шопов. Так, има можност да ужива и цела Македонија преку директниот пренос на македонската телевизија. Знам дека ќе се ужива и после официјалниот дел низ кафулињата, тоа стандардно се случува, но дали ги има стандардно оние дечиња кои што се пред службениот влез и бараат автограми од сите оние кои што влегуваат во салата? Така е, тоа се случуваше уште од утрово, иако беше прилично жешко и некои 31-2 Целзиусови степени беше во Штип. Дечињата си се цел ден овде, си чекаат автограми, чекаат да се сликаат со лицата кои што ќе настапуваат вечерва, но тоа е веќе вообичаена слика за Макфест. Јас пред 2 години прв пат бев на оваа сцена како водител, оваа година по втор пат, искрено да ти кажам со душа очекувам да започне вечерва, затоа што има многу насмејани лица, има многу позитивни енергија, како што кажав пред малку, и сите оние дечиња знаат зошто се тука, а тоа е затоа што сакаат да се сликаат со своите идоли и сакаат да ги пеат нивните песни кои што ќе се пеат вечерва, и верувам кои што тие дечиња ќе растат понатаму со овие песни кои што ќе ги чуеме вечерва. Несомнено дека и ти, а и гледачите ќе имаат одлична забава со оглед на тоа дека се најавуваат навистина многу нови хитови од Макфест 2016. Поздрав, Диме, се гледаме, ти благодарам за одвоеното време. Сега можеш малку да здивнеш и те очекуваме на сцената кога ќе почне официјалниот дел од првата вечер. Чао, Диме. Ете така, од Макфеста да ве однесеме на еден роден ден. Поточно на тој роден ден дознаваме и што читаат современите дами, а и се разбира ќе им честитаме 20-ти роден ден на Комплетна во продолжение. Еве како помина. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Родендените се слават во друштво на најблиските, а околу 300 најблиски вчера вечер присуствуваа на роденденската забава на списанието Комплетна. Но овој роден ден не беше било каков, туку беше одбележување на успешниот јубилеј 20 години од издавањето на првиот број на списанието. Потребна е голема истрајност, потребна е одлична екипа која ќе биде столб на списанието и која ќе ги носи сите битни одлуки поврзани со неговото излегување. Потребна е голема креативност, потребен е тим кој што ќе биде постојано иновативен, кој што е полн со идеи и кој што не се откажува и пред најмалиот и пред најголемиот предизвик, кој што е решен овие 20 години да ги претвори уште во 20 нови. Приказната на Комплетна започна во 1996 година, а веќе 20 години нивното мото е моја инспирација. Во моментот кога излезе првиот број на Комплетна во Македонија немаше македонско списание за жени. Значи она што постоеше беа или недостатоци од поранешна Југославија или беа некои списанија, не знам, на германски, на англиски јазик кои што се увезуваат тука или српски списанија. Решивме дека на новата, на модерната жена на 21 век треба да ја понудиме нешто што е наше, модерно, поинакво, уникатно и да се насочиме токму кон тие жени, да бидеме нивната комплетна инспирација, заради тоа што тоа е токму нашето мото, моја комплетна инспирација. Затоа што нивна инспирација се дамите, нормално беше токму нив да ги прашаме што е комплетна жена. Една комплетна жена е убава од надвор, меѓутоа убава и од натре. Жената ја краси харизмата, културата, воспитувањето, начитаноста. Значи жената не е комплетна без карактер и насмех. Мислам дека насмевката е нешто најубаво на жената. Комплетна се однесува на една дама, девојка да биде комплетна во однесување, со во однос на облекување, во однос на манири, во однос на образование. Секогаш треба да биде во текст со модните случувања, да изгледа фино, пристојно. Комплетна жена звучи како фраза, веројатно, меѓутоа е исполнета и однатре и однатвор. Значи, едното без другото дефинитивно не го дава конечниот резултат пожелен. Пред се задоволна со сопствениот изглед, без фрустрации, без комплекси, жена која што се приваѓа сама себе онака како што изгледа и владее со свет. Јас мислам дека среќата која извира од внатре и не е клише муавет, туку навистина среќата и задоволството кое потекнува од натрешноста на една жена, ја прави буквално и да зрачи и да биде убава и во надворешниот изглед, да делува комплетно. Со еден збор дама. Значи, жената треба да биде дама во секој момент, во секој миг.
да знае како да се однесува, да внимава до себе, да внимава на себе, на својот изглед, но сепак и да внимава на однесувањето. Значи, учтивоста и културата пред се ја прави една комплетна жена да биде дама. Но и кои рубрики им се најинтересни за читање? Ексклузивните интервјуа врзани со интересна насловна страна е она што секогаш пали. Не знам, можам да ги споменам интервјуто со Жерар Батлер пред еден месец, интервјуто со Розана Аркет, познатата холивудска актерка пред 4-5 месеци. Тоа се работи кои што ги интересираат. Иако секогаш тука се работи поврзани со здравјето, со модата, со стилот, на прво место сепак интервјуата. Интервјуата секогаш од нашите јавни личности, сакам одблиску, постојано комуницирам со естрадата, меѓутоа ме интересира што прават во однос на нивните ритуали околу бавина, што прават во однос на исхрана, кои се нивните погледи кон животот, така да интервјуата во секој случај и да не ги заборавам оние модни едиторијали. Мислам дека дел уредување на дом, тоа некако ме влече, бидејќи никогаш и не ме засега од друг аспект. И некако тоа е најинтересен дел. Хороскоп, фасцинантно сум женско на таа тема. И тоа би било тоа. Може би и поради природата на работата која во моментов ја работам, освен добрите едиторијали кои ги прават, нели модните совети, некој убаво квалитетно интервју, квалитетна, комплетна е квалитетна. Откако се присетија на почетоците на сите убави приказни од изминатите 2 децении, дојде време и да се дувнат свекичките. Покрај внатрешните содржини, насловната страна е онаа која го прави комплетно списанието, а комплетно од секогаш имала успешни насловни страни. Потребно е убав лик. Секогаш се водиме тоа дека на насловната страница на комплетна не мора да се најде некој што е ултра популарен. Значи тоа може да биде убав, интересен лик, може да биде некој што во моментот покажува нешто ново. Така што насловните страници ги бираме токму според моментот во кој што го издаваме весникот. Мајскиот број е јубилејниот, а уредништвото за насловната ја избра популарната пејачка Елена Ристевска. Да бидам искрена, по коментирана насловно до сега не се сеќавам дека имало. Иако жилби не се кажуваат, нивна роденденска, но и наша жилба е збор по збор, насловна по насловна, комплетна да продолжи со уште многу години успешна работа. Ето така, од оваа роденденска забава останува да ве поздравам и се разбира да ви посакам убав остаток од денешниот ден. Утре 18:40 подгответе се за нова премиера на сцена, а бога ми ќе бидеме ексклузивни и е нешто поврзано со она што ќе се случува веќе на 5 на стадион. Но тоа утре. Поздрав, убав вечер.